Добро вечер. Вондерна политичка анализа. И што човек да ви каже на почеток на вондерна политичка анализа, неколку часа пред снимањето на анализата, стигнува веста дека јавното обвинителство за борба против организиран криминал се откажале од постапката или не нашле доволно докази да имат или да продолжи постапката против Ратко Капуштев, против Пуцко Петрол, против Васко Ковачевски и целата таа афера поврзана со СМ. Знаете, кој епски распад 2 години пред изборите 2024 година и 2 години после победата на изборите 2024 година да водите кампања против 2 или против 3 имиња. Едното е Артан Груби, второто е Пуцко Петрол. Значи немаше изјава или пресконференција на премиерот Христијан Мицкоски или на тогашниот лидер на опозицијата Христијан Мицкоски, каде што суштината, срцевината на тие пресконференции не бе Артан Груби и Пуцко Петрол. И сега имате еден епски распад. Затоа на почетокот на оваа анализа би сакале да го замолиме премиерот да трепни, да видиме дека не е киднапиран. А ако знаеме дека не е киднапиран, тогаш ќе правиме други политички анализи. А ако не може да трепни или тоа е доказ дека е киднапиран, тогаш поинеког треба да се третираат работите во Република Македонија. Меѓутоа, ако Артан Груби ви се враќа после 1 година и неколку месеци и вие го испраќате во домашен притвор, ако Пуцко Петрол, кој беше пуштен па беше враќен како во оние, знаете, скечови или оние емисии кои се снимат за риболовците, фаќате спортско риболовство, фаќате риба па ја враќате во езерото, во водата или во реката, е нешто слично беше со Пуцко Петрол, па сите овие трабанти, експерти, безбедносни, полициски, секакви други, нели нас не убедуваат дека Пуцко Петрол со помош на Ердоган ќе заврши во Турција, и испадна дека Пуцко Петрол со помош на власта, со помош на структурите, со помош на судството ќе се остане тука во Република Македонија, во главниот град на Република Македонија, и може веројатно секој ден да премиерот, кога поминува од работа до влада, да му мафнува тука од канцеларите на Пуцко Петрол, да го поздравува и да му посакува добар ден. Тоа е суштината на се оно што денес нас не се случува. И излегува денес Антонио Милошевски со пресконференција, видите, после Мокник, после сите афери кои се врзува за него, за името на неговиот татко, учеството или неговата улога во рушењето или во наводници пуштањето во историја на специјалното јавно обвинителство, денес држи пресконференција и го обвинува Ислам Абази под контрола на Али Ахмети, на Венко Филипчи и на Зоран Заев, дека еве ги ослободиле овие, против кои тие држа пресконференции изминатите 4 години. Ислам Абази е избран да биде јавен обвинител за борба против организиран криминал со гласовите на јавните обвинители од редовите на ВМРО-ДПМН. Не гласав јас или албанци во Источна Македонија, тој победи на изборите во Источна Македонија. Ислам Абази од Зајас, околината на Кичев или Кичевска околи. Али Ахмети од Кичева. Новиот јавен обвинител на Република Македонија, кој е избран пред неколку месеци или пред 2 месеци, исто е со потекло од Кичево. Христијан Мицкоски со потекло од Кичево, па јас си го поставам прашањето дали после следните предвремени парламентарни избори ние ќе имаме кичевска влада или коалиција на Христијан Мицкоски и на Али Ахмети. Знаете, вие го имате Владо Бучковски или претходно Бранко Церенковски па Љупчо Георгиевски, меѓутоа еве да почнеме од Владо Бучковски. Го имате Владо Бучковски, не сте задоволни од Владо Бучковски, па го имате Никола Груевски, шарени револуции, рушење на Никола Груевски, не сте задоволни од Никола Груевски. Па го имате Зоран Заев. Па после Зоран Заев го имате Димитар Ковачевски, не можете да се опоравите и го имате Христијан Мицкоски. И знаете, кога се подличи црта, веројатно мислам дека некој нас не турка во еден таков правец, да го поставиме прашањето дали може би е подобро албанец да биде премиер во Република Македонија, бидејќи во овие 34-35 години, карикирам се, разбира, во овие 34-35 години ние како македонци покажавме и докажавме дека не можеме да ја водиме државата. Па ако има веќе 2 или 3 албански премиери, или имало 2 или 3 албански премиери, не знам, Албин Курти во Косово, Еди Рама во Република Албанија, албанец да ставиме премиер во Република Македонија, претходно беше овој кој беше премиер во Република Црна Гора, и тогаш албанци да водат цел безмалкозападен Балкан со иточок на Република Србија. Но што е суштината која сакам тука да ја потенцирам? Знаете,
Кога вие дробите есенцијата на постоењето во Република Македонија, кога проблемите се натоложуваат и вие не понудувате никакви решенија на тие проблеми, немате никаков контакт со времето, никаков контакт со процесите. Едноставно сте аут, не сте инсайдер, туку сте аутсайдер во однос на процесите и така промашувајќи ги сите процеси, вие всушност се промашувате целта и на крајот може да ви се случи и днината да ја гледате во ретровизор. И ако ги следите овие провладени подкасти, новија француски собарици, новија подкасти или проекти, портали финансирани од власта, вие ќе видите изминатите неколку месеци упорен обид во наводници браќата за 27 април да бидат прогласени за херои. И го имате Албин Курти, кој го испрати Хашим Тачи на топал оброк 3 пати на ден во Хашкиот трибунал. Гледате, тие расчистуваат со војната 99 година, како велат со татковинската војна, и на браникот на таа татковинска војна Косово станува независна држава 2006 или 2008 година, а ние се парпелкаме бидејќи некој упорно сака да не убеди дека 27 април 2017 година бил најпатриотскиот чин во Република Македонија. Дека патриотите намерно како Ченто 44 година лежат во затвор, за да можат предавниците да делат тендери и да ја злоупотребуваат републиката или државата која направиле тие патриоти. Кога така ќе ги поставите работите, кога ќе влеземе во еден таков политички, јас би рекол, и историски ќорсокак, тога се мали шансите ние нешто да направиме. Или имате сега афера со Сотир Лукровски. Па погледнете ги, можеби не толку коментарите, колку овие устни предавања или устни анализи кои се прават. Соте бил чесен и не можел Соте да го издржи психолошки притисокот кој му се правил, бидејќи не е дел на партиските структури и бидејќи не е дел на партиските структури, тој не можел да прими партиски директиви, партиски наредби, а бидејќи успешен бизнисмен, кој не сака и не може да прими партиски директиви, тој не можел или психолошки попуштил и затоа се повлекол од функцијата. Видите, една политичка неспособност, еден политички карамбол кој им се случува после 6 или 7 месеци во општината каде што победуват со средства, со милиони, авиони и камиони, сега некој сака тука да ви ја продаде приказната Соте е бил чесен и бидејќи Соте е бил чесен, Соте се повлекол од функцијата. Или индиректно се повлекол од функцијата. Не. Па Соте е дел на еден проект. Соте бил дел на еден конспроект. Начело на тој конспроект, вие кога ќе видите кој добивал најмногу јавни тендери или јавни набавки, таму е или Пановски или Конс. Таму е главна госпожа Кафетин. Со те Ташњаревич на целата таа операција. Знаете, не можете човек кој бил Ташњаревич на одредени операции, кој прифатил да дојди на чело на општина Карпош и после 6 месеци вие да не убедувате дека видите, тој е толку чесен. Како не знам, како мајка Тереза, како честна сестра, како овие кои се замонашени во Бигорски манастир или оној женскиот манастир, како се нарекува или како се вика Рајчица, кој е под покровителство на Бигорскиот манастир, значи толку е чесен што не можел психолошки да издржи. И бидејќи не можел психолошки да издржи, не поднесува оставка, туку ги пренесува ингеренциите. Видите, ингеренции пренесува американскиот председател, кој ќе оди не да е Боже на одредена операција, кога под локална или под целосна анестезија, 1, 2 или 3 часа, не е во функција да може атомски бомби, она куфрче што го шетат сите негови аѓутанти кога оди на одредени патувања, па пренесува ингеренции на подпредседател. Или си има одредена законска регулатива како се пренесуваат ингеренции. Зошто би пренел ингеренција Сотир Лукровски? Оди на операција, атомската бомба е во негови раце. Какви ингеренции пренесува Сотир Лукровски? Гледате, еден колапс на системот, судство, обвинителство, политички систем. Јас не сум очекувал нешто премногу од Христијан Мицкоски, како што не сум очекувал нешто премногу од Димитар Ковачевски или претходно од Зоран Заев. Не морам или не смам Димитар Ковачевски многу да го напаѓам. Индиректно прифати да има интервју за емисијата во Центар. Сега само ќе го фалиме Ковачевски, сега дека не седне нели на интервју за емисијата во Центар. Меѓутоа, гледате, имате еден епски распад на Република Македонија. Јас не гледам кај може да биде или каде е крајот на еден таков епски распад, освен ако не дојдеме во една ситуација, Али Ахмети, кој не може да сврзи 3 просто проширени реченици, не само на македонски, туку и на албански јазик, да биде не најстабилен политички субјект во Република Македонија. Гледате, и СДСМ,
и ВМРО и целата политичка номенклатура, плюс меѓународна заедница која гледате не е присутна воопшто на политички план во Република Македонија, му овозможува на еден Али Ахмети да глуми најстабилен политички субјект во Република Македонија. Извинете, за мене е тоа поразителен факт после 34-35 години независност на Република Македонија. Дали го слушнавте лидерот на опозицијата, па и овој другиот лидер на опозицијата Димитар Апасиев, нешто да се произнесат, да елаборират, да кажуваат анализи, да поставуваат барања, да поставуваат прашања поврзани со оставката на Сотир Лукровски, да барат предвремени избори или нови избори во општина Карпош, да го постават прашањето кој владее со општина Карпош, како човекот кој беше задолжен за медиуми во мандат на Коце Трајановски во градот Скопје, сега да ја биде главен потписник на сметката во општина Карпош. Дупови, МУПови, ГУПови, Скопје на вода, Скопје на дланка, одреден клинички центар и така натаму, кои веројатно ќе се градат или се планира да бидат градени на територија на општина Карпош, одеднаш доаѓаат во раце на човек кој не добил легитимитет на избори, кој не бил гласан од граѓаните на општина Карпош. Мислам дека сега е многу чесно да биде вратен мандатот, ако Сотир Лукровски навистина се повлечи, па граѓаните да го дадат својот последен збор, дали прифаќаат наследникот на Сотир Лукровски да биде навистина наследник, дали прифаќаат некое ново решение, меѓутоа тоа што изненадува, да не речам разочарува, немате став на лидер на опозицијата. И тука се постава прашањето зошто немате став? Па бидејќи Сотир Лукровски е нивни коалиционен кандидат, беше нивни коалиционен избор за градоначалник на општина Карпош. Па не се сликав јас со Сотир Лукровски во фотка, Маја Мојсова се сликаше во фотка, се фотографираше. И всушност испрати индиректна порака дека СДСМ и Венко Филипче не исклучија Маја Мојсова од членство во СДСМ, ако се сеќавате. Случајно се сретнала со Сотир Лукровски, меѓутоа не се сретнала случајно со Стефче Јакимовски или со некој кандидат на опозицијата на избори во општина Карпош или на некое друго место во Република Македонија. Случајно се сретнала со Сотир Лукровски. Зошто? Бидејќи бил Ташњаревиќ, бидејќи не постои доктор од клинички центар кој не бил со фалангата, со ракометна репрезентација, да ги стави он на рогови да навија во Вараждин или било каде во Европа и ни светот за ракометна репрезентација, за кафетин ракометна репрезентација на Република Македонија. Затоа ќе молчи Венко Филипче. Затоа ќе молчи Димитар Апасиев, бидејќи со нивни гласови Сотир Лукровски стана градоначалник на општина Карпош. Тоа е во наводничи заедничко злосторничко здружување кој му помага на кафетин операцијата Сотир Лукровски да стане градоначалник на општина Карпош. Тоа не значи дека Стефче Јакимовски е светец, тоа не значи дека Стефче Јакимовски треба да биде градоначалник, иако сега ако има избори, ако не го притиснат како Јосип Броз Тито после бомбашки процес, ќе се врати на чело на општината, и тоа гледате, ви имате пенал. Сега може да излезе Венко Филипче, да побара предвремени избори во општина Карпош, да со помош на Стефче Јакимовски ја сврта те преорат општина Карпош, да има добар резултат во општина Карпош и да пласира порака, па јас ви велам и ви уверувам дека нашите анкети се точни, еве се потврди во општина Карпош, да почни процес на дестабилизација на власта, да, ако нема златна виза во Дубај, ако нема модуларна болница во Тетово, ако нема тендери, ако нема авиони и камиони, ако нема бизнеси со струмичкиот клан, тогаш би можел тоа да го прави. Како што би можел да застане на македонско-грчката граница и да речи, ако чекате 5 часа да влезете во Европска унија, дојте да го прашате Мицковски зашто чекате 5 часа, бидејќи тој во наводници ги прекина преговорите со Европската унија. Но тогаш ќе му извади дека има златна виза, тогаш ќе му извади дека тој може да патува Гармиш-Партенкирхен, тогаш ќе му извадат сите дестинации дека повеќе од 2-3 месеци во текот на една година тоа е надвор од Република Македонија, во услови кога опозицијата треба да се бори за еден глас повеќе, и во такви услови немате кредибилитет тоа да го поставувате. И власта која е личкосана, гледате, еден епски распад. Ваков епски распад немало ни во време на Лјупчо Ѓоргиевски 98-99 година, како што има сега, после 2 години на Христијан Мицковски, и единствена инвестиција на таа власт во опозицијата имаат уште поголем епски распад. Значи имате 2 структури кои имате епски распад
Имате левица која не е проектирана да може да ги замени овие два субјекти кои 35 години водат Република Македонија, туку треба како Воислав Шешел час да штрбнува од едните, час да штрбнува од другите, да го полни бродот да не биде празен, резервоарот да не биде празен, алфата да може да вози, да се оди во Кавала, да се оди во Египет, удобно да се живее, да се има одреден деловен простор кој е купен по одредени минимални цени, да се пласират или да се стават средства во банката на Трифун Костовски, гледате, цело е кога се. Врзани како свински црева. Во што? Во проект за разнебитување на Република Македонија. И ако земе да анализираме од 2013 година, да земе 2013, можеме да земе и 2005 година. Кој беше победник на локалните избори 2005 година? Трифун Костовски. Еден епски крај, еден епски распад на политичката кариера на Трифун Костовски се најавува, пак ја возобновувал политичката кариера, политичка партија, политичка одредена агенда и така натаму, завршена таа работа 2009 година. 2013 година, кој е победникот на локалните избори? Андреј Жерновски, после неколку прегласувања во општина Центар. Еден епски крај на политичката кариера. Ниту станува лидер на опозицијата, ниту успева да остане на чело на ЛДП, овој кој го пратија да биде амбасадор, битолчанецот кој го пратија да биде амбасадор во Словенија, му презема политичката партија, после него му презема Моника Зајкова. Па 2017 може би Стефан Вовгоев, може би нема тамо победник, бидејќи тоа е еден џан да разбира процес на локални избори, после кој завршува политичката кариера. Барем првиот дел на политичката кариера на Никола Груевски, Стефан Вовгоев, неславно завршува, има лидерски амбиции во СДСМ, на крај се испазарува да биде член или председател на управен одбор на Македонски Телеком, односно представник на владата или на мнозинството на државниот капитал во Македонски Телеком, па директор на Царинска управа во Република Македонија. 2021 година победник на локалните избори е Даниела Арсовска. Епски распад, 4 години мандат на Даниела Арсовска, растур систем од незиното владење во главниот град на Република Македонија. Рачиња во мед, последните 3 месеци се сети дека има криминал, урбанистички криминал во општина Чаир, се вклучи во одредени политички разврски, на крајот во наводници незиниот фаворит Бујар Османи беше поразен на изборите во општина Чаир, значи еден растур систем, епски растур систем. И победник на изборите 2025 година Сотир Лукровски. Значи Стефче Екимовски води една турбополитичка кампања, кафетин коалиција, олигархија, пола влада, сите се ставија во функција на Сотир Лукровски, на мускули победува втор круг на локални избори во општина Карпош, со помош на левица, со помош на опозицијата Чите Венко Филипче и Зоран Заев, и после 6 месеци Сотир Лукровски оди во откоманда. Во домашен притвор, во наводници, не се повлекува, но ги пренесува ингеренциите. Значи, гледате, 3 од последните 4 победници на локални избори, ако го земе Трифун Костовски, 4 од последните 6 победници на локални избори, драматично, епски завршуваат со еден растур систем, со едно салто мортале, и завршува својата политичка кариера. И тука се поставува прашањето, зошто тоа се случува? Кога стана збор за Христијан Мицкоски, гледате, еден по еден, во наводници, му ги упокуваат, му ги екзекутират сите негови играчи, кои тој ги вади надвор од чинелот да ВМРО да помане. Денес е Сотир Лукровски, утре може да биде овој прв човек на македонската радиотелевизија. На крајот целиот процес ќе заврши со растур систем во кафетин коалицијата. Таа кафетин коалиција која со години работи Мицкоски да го донеси на чело на државата, на крајот заедно со него, со проектот Скопје на вода или Скопје на Атланка, по Вардар или по Лепенец ќе биде испратена во историјата. Но, тука можеме да нотираме уште еден факт. Ако сите се врзани во проектот Скопје на вода или Скопје на Атланка, почнува Зоран Заев, па него завршува Зоран Заев, па го наследува Христијан Мицкоски, па дел или нешто ке штрбне од колачот Венко Филипче, сите тие се замешани или рачињата им се во медот на тој проект кој може да биде и не мора да биде реализиран, меѓутоа во најава сите нели бројат прават одредени математики проектот Скопје на вода, и бидејќи сите се заедно во тој проект, сите заедно во наводници ќе го бранат соте или ќе викат ЖСУИ соте. Зошто? Бидејќи ако падне соте паѓаат и тие. И сега има анкети и сите ги знаат резултатите на тие анкети. ВМРО е на граница од 300.000 гласови, дури и под границата од 300.000 гласови.
СДСМ е на граница 100.000 гласови или под границата 100.000 гласови и денес никој во Република Македонија не сака избори. Не сака ни Христијан Мицкоски, не сака Бога ми Њајле Ахмети, бидејќи нема расчистено во неговата партија, не сака ни Венко Филипче, нешто избори не бара ни левица. И сите денес во Република Македонија се плашат од избори, а веројатно ќе мора да има избори, бидејќи политичка криза постои во СДСМ, му е неопходно на Венко Филипче да расчисти со пратеничка група, да има некоја стабилна пратеничка група, да има некој нов мандат или меѓу мандат до 2029 година кога ќе се претседателските избори, ако не се случат и тие порана. Христијан Мицкоски мора да оди на избори бидејќи нема што да прави. Нема пари, нема финансии, ќе почнат како гиро да не горат или да не трошат од меѓународна заедница, малку финансиски, малку со овие чекање на граница, малку со одредени проблеми или проблемчиња поголеми или повеќе, помали проблемчиња. Па наместо да бара предвремени избори поради Соте Лукровски, Венко Филипче ќе се сети да разговара за бугари во Устав на Република Македонија. Ќе отвори омилената тема на Христијан Мицкоски, ќе му центрира за да може тој да поентира на одредени политички прашања и кога така ќе се постат работите. Мицкоски мора да оди над 350.000 гласови. Зашто ако не оди на 350.000 гласови на следни предвремени или редовни парламентарни избори, ќе се постави прашањето на неговиот политички легитимитет. Да, го поразува овој декласиран СДСМ, овој обезвреднет и обезличен СДСМ, бидејќи тоа е договорот со Зоран Заев, меѓутоа ако има под 350.000 гласови, или ако има под нивото на гласови кој ги има освоено на советнички листи на локални избори, тогаш ќе се постави прашањето кој правец оди и бродот на Мицкоски, односно бродот на власта. Затоа сега се погласни се размислувањата или притисокот кој се врши врз Максим Димитриевски или врз партијата Знам, да направат предизборна коалиција со ВМРО ДПМН и така во предизборна коалиција плюс одредена група на помали партии додат заедно на избори да се обезбеди некаде резултат или бројка од 350.000 гласови. Според последните шпекулации на Максим Димитриевски или на партијата Знам им се нудат 2+1 мандат, односно пратеник во македонскиот парламент, 2 да бидат фиксни, 1 да биде опционен, дали ќе биде или не мора да биде. СДСМ не знае што да прави. Имате тамо група на Игор Евановски Шема, на Андреј Петров, на Стево Пендаровски, на Оливер Спасовски. Сите се гледат како потенцијални лидери, а сите безмалку и не вредат нешто многу на политичкиот пазар. И во такви услови, тамо е дилемата дали да го чекат Венко Филипче да биде поразен после 9 или после 12 месеци, или предходно да побарат оставка на Венко Филипче за да можат нешто да спасат или нешто да направат. И ако вие не верувате дека можете нешто да направите или нешто да спасите, тогаш како длабока политичка мудрост ќе ја пласирате тезата подобре да го ставиме Венко Филипче да биде поразен и тога Зоран Заев ќе мора да побара ново дете за да биде заменет Венко Филипче. Аз ви гарантирам дека Стево Пендаровски биде најмалку еднаш во Струмица или тука во Скопје на средби и разговори со Зоран Заев, дека Горан Герасимовски, градоначалникот на Центар, бил најмалку еднаш на средба со Зоран Заев и сите тие се гледат како потенцијални лидери на СДСМ, плюс Оливер Спасовски, плюс Игор Евановски Шема и така натаму. Многу бабици, килаво дете. Во такви услови, сите смета дека избори ќе има за 6 до 9 месеци. Ако нема избори, тогаш ќе почне процес на разговори околу нови предвремени избори во Република Македонија. Некои сигнали се дека на средба со амбасадорите од Квинтата е разговарано, дадено неко полузелено светло за избори идната пролет. Дали тоа ќе се случи или нема да случи, ќе видиме. Но тоа што е индикативно, никој денес во Република Македонија со полна уста, сите со малку отворена уста, говорат и барат предвремени избори. Зошто? Бидејќи сите се плашат од предвремени избори. И не знам дали можете да детектирате еден процес на глумење нормално за Република Македонија. Па имате интервјуа на најгледаната телевизија, тој Сител телевизија, па 3 пати ќе се појави премиерот или министерот за транспорт и врски, еднаш ќе ви се појави лидерот на опозицијата, па ќе ви се појави Панче Тошковски 2 или 3 пати во текот на 30 дена и се глуми нормалност. Главната уредничка на таа телевизија на еден подкаст ќе каже дека тие разбрале пораката.
после промените 2017 година, промените кои биле направени во таа телевизија, и дека сега кога ќе се споредуваат нивото, уредувачката политика, слободата на медиумите или слободата на новинарството во Република Македонија во споредба со некои земји членки на Европската унија, тука сме биле некаде. Гледате, тоа е драматично глумење на нормалност. И јас не можам да разберам зошто лидерот на опозиција учесва, освен ако и тој не е киднапиран, еве сега може освен Христијан Мицкоски да му побараме и на Венко Филипче да трепне за да видиме дека не е киднапиран, учесва во креирање на една нормалност во Република Македонија. Пред 10 години во мандат на Никола Груевски го имавте оперскиот пејач Борис Трајанов, кој садеше дрвца низ Република Македонија, сега го имате овој млад колега Видиновски, кој ја чисти Република Македонија, исти ракопис. Само се сменети глумците, ми не е симпатичен. Колегата Видиновски, на почеток на кариера, една енергија која е за поздравување. Видите, гледате, ракописот е исти. Пораката или проектот е исти. Да се глуми нормалност. Еден исти PR центар кој ги води сите тие операции и глумајки нормалност во една држава кој не знае каде оди и што треба да прави, ние всушност на ненормалноста и даваме призвук или даваме форма на нормалност. И ајде да се вратиме на прашањето од почетокот на анализата. Ако така епски ги промашуваме сите процеси овие 34 години, дали на крај некој нема да си го постави прашањето, па зошто да не биде Албанец за премиер? Ајде да го преформулираме прашањето. Ако после 2017 или 2016 година легуваме Зоран Заев, па Димитар Ковачевски, па Христијан Мицкоски, дали некој не сака, трошејќи ги сите, трошејќи ги процесите во Република Македонија, некој да не си го постави прашањето дали не е подобро да го вратиме назад Никола Груевски. И мислам дека тоа е срцевината на сите процеси кои се случуваат во Република Македонија. Ако има предвремени избори идната година, и ако Али Ахмети во услови на еден ваков пустош на политичката сцена остани најнормален политички субјект, и ако меѓународната заедница преку Али Ахмети притиска да биде формирана некаква влада на Христијан Мицкоски и на Али Ахмети, тој ќе биде влада под контрола на Никола Груевски, бидејќи Али Ахмети секоја политичка анализа ја почнува и ја завршува со Никола Груевски. Ако вие имате албански коалиционен партнер кој смета, ма не смета, туку тоа може на нотар да го има заверено, дека не може да бидат направени уставни измени во Република Македонија без учество на Никола Груевски, чите француски предлог, тогаш таквиот коалиционен партнер ке легнува и ке станува со помислата како да биде вратен Никола Груевски. Знаете, во такви услови, ако Мицкоски нема 60 пратеници, и ако биде формирана влада со ДУИ, тогаш таа влада ќе ме контролира Никола Груевски. И сега замислете, почитувани гледачи, да сте во кожата на премиерот Христијан Мицкоски и утре да излезете или заутре има некаков настан, 50 новинари собрани, ве прашуваат што се случи со Пуцко Петрол, со Радко Капушевски, со Васко Ковачевски. Гледате, Васко Ковачевски имате пресконференција, најава дека ќе се апси, па уште една најава дека ќе се апси, па уште една најава дека ќе се апси, и видите, треба да е исклучително глуп човек да остане да чека да биде апсен, се замина од Република Македонија. И сега ќе има некаков настан, утре, заутре или по неколку дена, ќе излези премиерот Христијан Мицкоски и ќе каже дека ништо од него не зависи. Гледате, му дозволија да избери нов јавен обвинител. Му дозволија да постави прв човек на кривичен суд веде во Република Македонија, му се случува кочани. Влакно не му фали на министар за внатрешни работи, има условна казна за 3 или за 4 полицајци во случајот со пулс во кочани и ништо не зависи од премиерот. Знаете зашто му дозволија да ги направи тие промени? Иако нели како победник на изборите може да прави одредени политички промени, меѓутоа многу внимателно нели секојаш треба да се чепка во судство, во обвинителство и така натаму, му дозволија бидејќи знае дека и да ги направи тие промени ништо не може да направи во Република Македонија. Со вакво колосално растурање на политичките, на обвинителските, на судските процеси во Република Македонија, нас не спасува ветинг. Ветинг не врши работа во Република Македонија. Ние треба да растуриме еден систем до темел, значи до темел, до трето колено да не може да се бави со обвинителство или со судство во Република Македонија, наново да се гради одреден систем, и овие политички структури да се плашат дека ако Македонија стане членка на Европската унија, некоја романка
или јавна обвинителка од Романија каде тука ќе расчисти со одредени процеси во Република Македонија. Затоа со внимание, со нетрпение ќе чекам изјавата на премиерот Христијан Мицкоски, каде што ќе ни убедува дека ништо во државата не зависи од него и дека после 2 години апсолутна власт на локално, на централно и на председателско ниво, со сите промени направени во обвинителство, во судство во Република Македонија, еве ништо не зависи од Христијан Мицкоски, ќе бара нели уште еден мандат, да му дајте уште поголема доверба, за се да зависи од него. Врз база на овие 2 години, кога се му дадовте, а ништо не зависеше од него. Тоа е. Тоа е ребусот или тоа е хендикепот на македонските политички процеси. Кога вие не знаете која врата на која врата да тропнете, кога не знаете кој е почетокот или кој е крајот на еден процес, еден перпетун мобиле во одредена ништавност која ни се случува и која не се гледа крајот. Тоа беше нашата вонредна политичка анализа, ново дружење интервју недела 22 часот, нова политичка анализа вторник 2 часот и 30 минути, до недела и до вторник. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.